Виница ќе добие 33.000 евра од UNDP за енергетска ефикасност на интернатската зграда за деца со посебни потреби во Блатец. Ова е одлука на Советот на градоначалници донесена на последната седница што се одржа во Берово. Општина Виница го доби проектот, тоа е грантот од UNDP во вредност од 33.000 евра. Тоа е изградба, тоест реконструкција на термофасада на интернатот во село Блатец и промена на столарија токму во тој интернат. Со овој проект кој што го добивме, не задолжија да мене како општина да смениме покривната конструкција. Во мерките кои предвидуваат финансирање на проекти насочени кон зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја, градоначалниците одлучија да го поддржат проектот на општина Кочани. Истиот предвидува изградба на пат до село Оризари. Значи, вие сите добро знаете дека Оризари е една од поголемите села, беше порано и општина и заслужува еден таков пат, поврзување Оризари со локалитетот, односно туристички локалитет, и таму има и црковно обележје, заради што граѓаните многу често се по посета таму, значи посетеноста е огромна и мислам дека со овој проект или со решавање на овој проблем дека ќе ја зголемиме посетеноста и ќе ги зголемиме исто така туристичките потенцијали на општина Кочани. Општина Карбинци ќе добие шанса за изградба на патна инфраструктура, поточно за поврзување на регионалниот пат Плачковица-Штип. Некаде околу 450 жители работи се еден од пристапните патишта до викенд населба Вртешка, каде што има околу 40 изградени викендици, кои што дел 50 на луѓе постојано живеат, 140 се повремено пристапни. Другите два пристапни патишта се за село Калузлија, кај што живее претежно турско население, и за село Оджалија. Значи, овие двата пристапни патишта живеат турско население и од огромна важност ќе биде помошта доколку бидеме одобрени средствата. Проектот на општина Виница ќе го финансира UNDP заедно со уште 7 други проекти по секој во еден регион. За останатите два центарот ќе бара пари од државата преку програмата за рурален развој.